транспаренти, пораки. Маршот тргна, значи учениците тргнаа од училишниот двор, се упатија по градот за да крајната дестинација биде пред собраниската зграда, каде што тимот од ученици од училишниот парламент и исто така и училишниот правобранител беа примени кај градоначалникот, се разговараше на тие теми. Градоначалникот, значи, уште во тоа време вети дека ќе се трудат да биде што е можно надминато некои од овие проблеми. Еве сега може да се пофалиме, значи градската депонија дека е дислоцирана, со тоа што веќе се чувствува, се осеќа во родетот не само децата, го имаме и ние возрастните, и навистина е чувството да имаме почист и здрава животна средина. Градоначалникот беше отворен, освен за повозрастните од 6 до 9 оделение, малите исто така во 4 оделение, каде што изучуваат за општина и темата која што изучуваат, го посетуваат градоначалникот, ги запознава со неговите ингеренции, со неговите должности и права. Значи имаме безбројни активности за здрава храна, активности, промоција, имавме панел дискусии, имавме форум театар, работилници со родители, исто така хуманитарните акции за Светскиот ден на гладта, каде што беше одбележан со работилница, исто така и собирни акции, одбележување, значи забележувате и самите слайдовите каде што во соработка еве сега отварањето на мултимедијалниот центар, нашето училиште беше домакин, каде што освен за нашите ученици имаше емитување на кратки филмови за гостите, односно представници од општината, за учениците од Средното општинско училиште Ванчо, Средното општинско училиште Ванчо Токевиница. Исто така за нашите ученици имаше и презентации, предавања, значи, за планетата Земја. Креативните ученици изработија изработки, исто така се црташе на таа тема, за да после тоа бидат и наградени и недобрите. За денот на толеранција се одвиваа најразлични интерактивни игри, фудбалски надпревар имаше, каде што тимот се состоеше од ученици, родители и наставници, што навистина беше интересно и пробуди интерес кај голем број од учениците. Исто така за обидувањето на училишниот двор, чистењето, за селекција на отпадите, тоа е постојано во континуитет секоја година, така и во последните 2 години, со обележувањето на значајните датуми, еве да го спомнем и 8 март, каде што учениците, освен што изработуваа на неколку работилници цвеќе, тие веќе самите изработки лиѓе ги носеа во градот на случајни менувачи, се посетуваа институции, каде што ги подаруваат, но исто така се одржи работилница за стереотипите и предрасудите, исто така и за жената некогаш и денес. Со тоа што, значи, не обикаме внимание само да се изработи глуват, да се изработи цвеќе, меѓутоа, сепак преку работилниците ние сакаме да учениците се дружат, да си помагаат, да бидат толерантни со тоа што навистина тоа и целта. Промоцијата на хуманите вредности се нешто највредното и највредното што треба да го применуваме и да го почесто, значи, да учиме. Затоа што учиме од мали нозе, ние учениците од прво оделение, така и возрастните, значи постојано треба да се надоградуваме, да учиме со тоа што да го зачуваме и самиот мир. Затоа што мирот ни е за сите нас многу битен и би сакала да пратам порака до останатите училишта да бидат приклучени на овој проект, што навистина забележувам дека учениците навистина со интерес и со големо внимание работат и се забележува тоа чувство на задоволство, другарство и неправење разлики и подели. Браво!
Почитувани организатори, учесници и присутни на денешната конференција, општини посветени на децата, сакам да ви се заблагодарам за вашето присуство и истовремено да ви кажам дека ми е огромна чест и задоволство што сум дел од овој настан организиран од првата детска амбасада на English. Јас сум Сашка Дончева, психолог во Центар за социјална работа. Од моето досегашно долгогодишно работно искуство сакам да кажам дека е главна и основна цел на нашата работа како професионалци и даватели на услуги на целиот стручен тим е секој од свој аспект да го даде својот максимум и да ги штити правата и интересите на децата. Во текот на работата исто така сакам да напоменам дека од огромна важност е меѓусебната институционална соработка. Па овде би спомнала само дека исто така ние учествуваме и сме дел од општинскиот тим за безбедност на учениците, која што во безпрекорна соработка, координација и организација и еве во тек е формирањето на тимот за детското представништво. Друго што би можела да напоменам е тоа дека ние работиме во центрите по повеќе закони и даваме повеќе видови на различни услуги. Работиме во делот на законите од социјална заштита и детска заштита, каде што децата ги остваруваат правата како што се право на детски додаток, образовен додаток, право на значи сите видови на права и исто така различни типови услуги, кога кажувам, значи станува збор за услуги од типот на бракоразвод, регулирање лични односи, непосредни контакти на родител со дете, семејно насилство и многу други, но без разлика дали постапуваме кога постапуваме по било кој закон или даваме било каква услуга, ние секогаш во преден план ни се децата. На кој начин всушност ги штитиме, постојано можеме да слушнеме, нели, ги штитиме правата и интересите на децата. Како? На кој начин го правиме ние сето тоа? Ние сето тоа го правиме преку директно или индиректно вклучување на децата во нашата работа, преку разговори, преку вршење на непосредни увиди во домовите, бидејќи на тој начин можеме да ја констатираме вистинската фактичка состојба во семејството. Преку разговорите со децата или користење на одредени техники, цртежи, триаголник, мојот цвет, матрица на отпорност и многу други, доаѓаме до вистински, да можеме на правилен начин да ги донесеме вистинските одлуки при нашето постапување, бидејќи децата се тие кои ни ги упатуваат на искрените пореки со кои ни кажуваат што сакаат, кои се нивните потреби, кои се нивните желби. Бидејќи секојдневно, многу често според проблематиката на која што работиме се соочуваме, може би имаме родители кои што седат пред нас, меѓусебно се препукуваат, се докажуваат едни на други, меѓутоа мораме да ги забележиме овде децата, бидејќи тие искрено ни кажуваат и ни влијаат врз донесувањето на нашите одлуки. На кој начин исто така друга активности кои што ги спроведуваме се јакнење на потенцијалите, на позитивните потенцијали на децата и на целото семејство, бидејќи само на тој начин можеме преку јакнење на позитивниот потенцијал да дојдеме до постепено намалување на ризикот со кој што се соочуваме и како и главната цел која што ни е да излезе од нашиот систем, односно дека ризикот веќе е надминат. Тоа го правиме исто така со јакнењето на потенцијалите преку постојаното влевање на самодоверба, преку укажување на почит, преку придавање на најголема важност на децата, да знаат сите дека тие се оние кои што се најбитни при донесувањето на нашите одлуки. Но сепак многу е лесно да кажеме што работиме, како работиме, што е најдобро и што даваме, како го даваме својот максимум. Меѓутоа, мораме и самите на себе да се признаеме и да бидеме искрени дека се забележува како со години некои деца или корисници да се провлекуваат низ системот, да не излегуваат од нашиот систем или од било кој друг систем во било која институција, за да на крај се заврши за жал онака како што се завршува, да заглавуваат во некои проблематики. Затоа, за крај би сакала да кажам дека мора и треба сите заеднички, институционално, професионално, да реагираме навремено, да превенираме, за да не доаѓа до
да можеме на најдобар начин да ги штитиме правата и интересите на децата. Бидејќи знаеме дека штитејќи и грижејќи се за децата, ние всушност се грижиме за нас самите, значи за сите нас, се грижиме за нашата иднина и со самото тоа светот околу нас, значи би било едно подобро и хубаво место за живење на сите. Во детските очи може да се види една многу голема искреност. Затоа треба сите посветено и заедно да работиме на сето тоа, кога зборувам дека за жал нели некој пат се провеуваат повеќе години низ системот, не сакам да кажам дека ние немаме соработка, еве баш би напоменала дека имаме одлична соработка и со училиштата, и со МВР, исто така имаме и со здравство одлична соработка. Се надевам дека сето тоа така и ќе продолжи и многу ми е мило и чест, еве, како општина посветена на децата, не само што вака говориме, присутни се овде и многу од младите деца кои што зема учество на оваа конференција и се надевам дека сето тоа така и ќе продолжи. Почитувам председател на првата детска амбасада Меѓаши, господин Драги Змјанац, почитувам на директорка на Центар за семејно и детско изгрижување Кристина Василевска, почитувани организатори и присутни, добар ден на сите. Дозволете ми најпрво да ви се представам. Јас сум Столя Алексов, помошник командир за одржување на јавен ред и мир и превенција во полициската станица во Виница. Ми представува голема чест што денес и јас взедов учество на оваа конференција, каде што досега слушнав само позитивни мислења, искуства од големи интелектуалци и професионалци во своето работење и можам да потврдам дека и тоа е така, дека истото е вистина. Досега во моето обувување на оваа функција околу 5 месеци имав можност да присуствам на многу состаноци, предавања, трибини и така натаму. Како дел од активностите што ние како полициска станица во делот на превенцијата и заштита на децата и младите ги преземаме, би сакал да ги напомена неколку, односно да ви кажам дека ние како полиција најпрви при преземањето на секои мерки и активности според нашите полициски областувања ги почитуваме законот за правата на децата, Конвенцијата за правата на децата, меѓународните договори и друго. Активностите што ние ги спроведуваме се редовно одржување на едукативни предавања во училиштата на тема на булинг, врстничко насилство, употреба на наркотични дроги, пиротехнички средства. Исто така одржуваме едукативни предавања за сообраќајна култура за учесници на младите лица во сообраќајот како пешаци, почитување на сообраќајните знаци, учење на сообраќајните знаци и друго. Во последната година дена, од страна на Министерството за внатрешни работи е создадена оперативна акција наречена Дозвола, која што се спроведува по 3 дена во текот на неделата пред секој училиште. Има мешана патрола од униформирани полициски службеници и инспектори во цивилот од Крим полиција, каде што целта на таа оперативна акција ние да се врши преглед на сомнителни возила кои што се движат во близина на училиштето, бидејќи сведоци сме дека во регионот близу нас имаше многу немили настани, каде што имаше жртви во училиштата, имаше убиства, имаше грабнување на деца. Исто така, целта на оваа акција е да се вршат прегледи на сомнителни деца ученици кои што можат да внесуваат сомнителни предмети во ранците во училиштето, како што се наркотични средства и други работи, да не напоменувам. Исто така во оваа акција се опфатени и спортските одлажувалници и казината и другите објекти кои што приредуваат игри на среќа, бидејќи во последно време голема е појавата дека за жал и малолетните лица се зависници од овие немили работи, односно има забележано присуство и од нив во спортски одлажувалници, во казина и друго. Како
активности што ги спроведуваме, исто така би сакал да напоменам дека редовно за време на викендот секогаш спроведуваме акцијски контроли по угостителските објекти, каде што го утврдуваме присуството на малолетници после 24 часот. Во изминатите 2 години немаме констатирано таков прекршок, но пред 2 години сакам да напоменам дека во дискотеката во Виница и во еден друг угостителски објект имавме констатирано присуство на малолетници, каде што во дискотеката имаше констатирано 19 малолетници, а за другиот објект бројката беше помала. Значи, од наша страна веднаш беа поднесени соодветни пријави, децата беа пренесени во полициската станица во присуство на родители, Центар за социјални работи беше известен, беа преземени сите мерки за понатамошно постапување. Со задоволство би сакал од сите наши активности да напоменам дека полициската станица во Виница, односно Оделението за ватрешни работи, го одржува високо рейтингот на реализирани кривични дела, односно имаме рейтинг на процент на реализација над 90%, што сме прогласени за најдобро оделение на делот на Источна Македонија. Исто така би сакал да напоменам дека имаме изварена соработка со Центар за социјални работи, каде што при секое наше преземање за било какво кривично дело во кое што дали ќе има учесник, дали ќе има малолетник учесник, дете или возрастен или исто сведок на таков настан, без нивно присуство ние не презимаме никакви мерки и действија. Како проблем, што јас лично во моето искуство го имам забележено овде во Виница, нема просторија, во полициската станица нема просторија која што ќе биде уредена со детски инвентар, со детски играчки за тие деца што се од ранлива категорија. Зборам за мали деца до 14 години. Бидејќи разговорот ние што истите го водиме во присуство на родител и старател и Центар за социјални работи, но верувајте дека условите се многу потешки со такво лице да се разговара во канцеларија каде што ти разговараш со најголемите возрасти и криминалци, да се изразам така, и со такво лице. Затоа мислам дека ова што го кажувам денес го кажувам на право место и дека сите заедно ќе помогнеме да се оствари тоа што јас го кажувам како предлог и го бараме. Да го оствариме, значи таква просторија навистина ни потребна. Има големи волонтери во Виница, има многу деца што се вклучени, што помагаат. Ја користам ова прилика да ја пофалам лично Ана Арсова. Значи, со неја имав еден пример, имаше едно дете жртва на семено насилство, кој има пречки во развојот. Од Ана и вие бевте присутни. Лично Ана е имал несено да ја пружат прва помош во болницата и купуваше храна, цел ден беше со мене и докато испрашувавме и кога пријавуваше девојчето и не до околу 8 часа беше со мене во станицата, цела време ми помагаше. Браво! Исто така со мене беше нормално да остана на местото на насаме да чека полицијата и после мораше да помогне в други активности, затоа јас станах се детето така добра и за неа. Браво! Исто така би сакал нови прекрасни две дами да се заблагодарам за поканата на Валентина Маđовска и Вилета Симова. Вики Симова се извинувам, со кои што редовно одржуваме координативни состаноци и веќе имаме испланирано неколку проекти кои што заедно ќе ги реализираме, а би сакал да напоменам, еве еден ќе кажам јавно, само еден, а другите нека останат за сега тајна. Еден имаме замислено заедно со сега, како што кажа градоначалникот, веќе е формиран и младински совет, ќе се координираме, би сакале да извршиме реставрација, односно реновирање на сите сообраќајни знаци на подрачјето на Виница, во кое што ќе земеме лично учество ние полицијата, тие заедно како општински стручен тим за безбедност на учениците во училиштата, секако и сите ученици од училиштата заедно да извршиме реставрација, односно да ги обновиме сите сообраќајни знаци, на тој начин да видат децата дека
полицијата е поблиску да не мислат дека ние сме само за лошите момци, лошите дечи. Да. Благодарам уште еднаш на сите. Фала и од наша страна за сите презентации, за сите излагања. Доколку има некои прашања за било кој од седнатите, може да го постави сега. Јас немам прашања, но и вака и